Благодарам, Бранко. Токму така како што најавивте, наш денешен гостин во Македонија Наутро е финансискиот советник и предприемач Димитар Таневски. Господине Димитар, добре дојдовте во Македонија Наутро. Владата ја најави новогодишната кошничка, која што ќе започне од 15 декември, ќе трае до 15 јануари, а со која ќе бидат намалени цените на над 600 производи. Но што ќе значи оваа кошничка за компаниите? Ова, мислам, не е нова мерка, повеќе пати во последниве години, да речам, се спроведува. На некој начин тоа е една од мерките за сузбивање или борење против она енормна инфлација која што ја гледаме. За компаниите сметам дека во овој период нема да е толков голем проблем, бидејќи сега кога луѓето се научени на предновогодишна еуфорија, па празнување, знаете, некако во таа атмосфера, да сега кога луѓето трошат. Едноставно, поголемиот обем на потрошувачка сметам дека ќе го избалансира таа намалена профитна маржа. Така, кои се најефикасните стратегии со кои би се намалиле трошоците за живот, а при тоа не би се намалил квалитетот на животот? Во сите услови, не само сега, не само во оваа еуфорија на трошење на забави, сметам дека најдобро е да кога се пазари прво да се прави буџет. Мора луѓето да си направат сопствен буџет семен, бидејќи многу често пазариме импулсивно, па дури кога се работи тоа за редовно потрошувачки работи, што ни снема, тогаш го пазариме. Многу е подобро кога на купче би купувале, како што порано се купувало кога немало доволно производи. Например, наеднаш да се купи хемија, наеднаш средства, се она што не е расипливо, може однапред да се испазари и потоа да се скористат тие попусти што многу често исто така ги прават компаниите. Државниот завод за статистика објави дека трошоците за живот во месец ноември се зголемиле во сооднос со трошоците за живот во истиот месец минатата година за 4,3%, а цените намало од 4%. На што се должи ова покачување и како граѓаните да ги менаџираат овие трошоци? Се тоа мислам, има многу повеќе фактори што влијаат. Она што го викаме инфлација се склоп на повеќе работи. Покачувањето на цените на енергенсите, на транспортот, на целата диструктирана економија, светска економија, почнувајќи од пандемијата, па со сите војни и така натаму. Дополнително со самото природно зголемување на платите, пензиите, примањата на луѓето, нормално е дека од страната на приватниот сектор, на продавачите, на компаниите, дека се поттикнати, мораат да ги зголемуваат цените, бидејќи нормално сакаат да останат со соодветни профити и приходи. Така што тоа е едноставно природен циклус на зголемување, но се очекува дека за година-две би требало да се стабилизира, да се вратиме на некоја нормала. Така, споменавте инфлација, споменавте плати, исто така имаме покачување на инфлацијата во месец ноември, за разлика од месец октомври годинава. Како македонските граѓани, условно кажано, да преживеат со македонски плати и дали треба да има покачување на платите и на пензиите на граѓаните? Сега тоа е до секого индивидуално, како се снаоѓаат. Мислам дека ние, за жал, години наназад се снаоѓаме некако да преживуваме со оние примања што ги имаме и сме научени, мојата генерација сме научени да работиме повеќе, да наоѓаме подобри начини на заработка. По старата генерација, оние што се во пензија, за жал, они се останати од минатиот систем, мислам со некои работи од минатиот систем, и мора да живеат во овој капиталистички систем. Сега, што прават, јас се сеќавам моите баби и дедовци, и тогаш платите, односно пензиите не им стигнува. Сите имаа нешто дополнително на страна што работеа, дали за своја бавче, односно или нива што ја одработува, ние секогаш дома имавме свежо овошје зеленчук, а младите денес бар е возможно да се најде дополнителна работа, дека основната плата ќе биде доволна, тоа е во многу малку сектори. Не е само кај нас, тоа е на секаде низ светот, генерално веќе доаѓа до тоа да средни примања не се солидни за добар квалитетен живот. Како што најавив на почетокот од разговорот, новогодишната кошничка започнува од 15 декември, ќе трае до 15 јануари. Но што после 15 јануари? Дали не очекува ценовен шок? Тоа никој не би можел да го каже, меѓутоа со оглед дека
капитализам, слободна економија. Така што доколку самите маркети компании решат дека треба да се ги зголемат цените затоа што имале намалени профити, тогаш природно некако дел од потрошувачката ќе се намали, така бар се на економските циклуси, и потоа ќе бидат приморени да ги намалат назад. Дали ќе има некои ценовни шокови преголеми, не верувам, бидејќи посебно за оние основни намирници, тие мора да се потрошуваат. И тие најчесто се прави на обем, не е на голема профитна маржа, него е на обем на купување. Така што ќе видиме да поминат празниците, па се надеваме на подобри времиња. Така, господине Таневски, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам и вам за поканата. Разговаравме со Димитар Таневски, финансиски советник и предприемач, а нашата тема беше новогодишната кошничка и што ги очекува граѓаните, но и компаниите во текот на оваа новогодишна кошничка, но и после завршувањето на истата. Студио?